Здраво на сите и добре дојдовте во 88-миот дел на Зачудувачки факти. Црвената панда била оригинална и единствена панда, како што била опишана во 1825 година. Речи се 50 години подоцна, откриле ново црно-бело суштество што јаде бамбус и било именувано како џиновска панда. Како џиновската панда станувала се попопуларна, црвената панда ја завикале помала панда. Просечно 1300 возови излетуваат од шините секоја година во САД, со највисок број од 9400 излетани возови во 1978 година. Зелените и црните маслинки се скроз истата маслинка. Разликата е во тоа што зелените маслинки се берат пред да созреат, а црните додека се зрели. Армадилото секој пат раѓа точно 4 идентични бебиња. Најскапата регистарска табличка на светот е продадена за $15 милиони. Регистарската табличка е продадена за 55 милиони дирхами, односно $15 милиони, на хуманитарна аукција во Дубај, цена за која организаторите на аукцијата Емирати велат дека е светски рекорд. Густав Айфел првично го доставил својот дизајн на Айфеловата кула во Барселона, но градот го одбил од естетски причини. Архитектот имал поголем успех во спроведување на проектот во Париз, иако неговиот план во тоа време бил далеку од популарен. Откако била поставена, кулата требало да биде демонтирана по само 20 години, но за среќа тоа никогаш не се случило. На надгробниот споменик на Мел Бланк пишува That's all folks, фразата што ја прослави неговиот глас позади ликот на Порки Пиг на крајот од цртаните филмови на Луни Тюнс. Бланк, познат како човекот од 1000 гласови, беше гласот на Багс Бани, Дафи Дак, Твити, Силвестер, Јосемајт Сем и многу други. Кучињата никогаш не треба да јадат грозје. Познато е дека грозјето и сувото грозје се многу токсични за кучињата и доколку не се реагира брзо, може да биде и фатално. Истражувањата допрва треба да прецизираат која супстанца во овошјето ја предизвикува оваа реакција. Поради недостиг на метал за време на Втората светска војна, статуетките за Оскарите биле правени од обоен гипс цели 3 години. По војната, Академијата ги поканила сите победници од изминатите 3 години да ги заменат гипсените фигури за позлатени метални статуетки. Никола Тесла првично очекувал да живее до 150 години, но подоцна ја променил проценката на 135 години откако се откажал од алкохолот поради забрана. Тој редовно го полнел своето тело на висок напон со надеж за долговечност, но починал на 86 години. И тоа беше се за 88-миот дел на Зачудувачки факти. Доколку сакате уште, лајкнете го ова видео и не забравајте да се супскрајбнете на мојот канал. Фала ви за поддршката и ние се гледаме во следното видео.